Врсничкото насилство е присутно и кај нас и пред да се случи масакрот во Србија. Пријави до надлежните за овој проблем имало и порано, но биле игнорирани. Откако одговорните за образовниот систем по инерција на случајот во Белград се разбудија и ја овозможија алатката за анонимно пријавување на врсничко насилство. Досега до Министерството за образование пристигнале повеќе од 20 на пријави од ученици и родители. Министерот Шакири вели дека содржината на дел од пораките биле предлози и сугестии за тоа што треба да се преземе во иднина. Има посебен сектор во Министерството за образование и наука, повеќе од 5 члена што ги повикуваат службите од училиштата. За да го потврдиме ситуацијата, никогаш не кажуваме податоци кој го има пријавено случај. После доаѓање на службите на сите училишта, веќе се дојдени некои во Министерството, се побарат што имат постапено законски. Значи, дали е пријавен случајот, дали се известени родителите. За подобро справување со присутниот проблем на врсничко насилство се најавува подготовка на стратегија за следната учебна година, која според професорката Татјана Стојановска од Филозофскиот факултет ќе се изработи преку лично увидување на состојбите од терен. Треба да ги слушнеме нив учениците, стручните соработници кои што работат, психолози, педагози, социјални работници, специјални едукатори и така ќе можеме поготово за време на летниот период да ги работиме сите тие прирачници. Своје ведување за проблемот со врсничко насилство имаат и учениците. Тие сметаат дека стручниот кадар во училиштата, пред се психолозите и педагозите, наместо да се бават со административни работи, треба повеќе внимание да им посветат на учениците. Работата на училишните психолози, моментално тие вршат административна работа, тие се бирократи, не баре и тоа апсолутно дека треба да се промени државата, општеството, учениците, треба да ги искористат капацитетите на овие лица. На дебатата на Филозофскиот факултет наречена насилство кај децата, учениците отсликаа состојбата во училиштата, ги споделија своите искуства со цел тие да бидат употребени за создавање нови прирачници, за тоа како да се постапува, за да се намали врсничкото насилство од следната учебна година.